Иако има благо намалување на поборувачката на дрвото како реагент за огрев, сепак тоа останува главната суровина за затоплување на домовите. Од подружница Црнбор Прилеп при Македонски шуми велат дека годишно имаат право да сечат само 10.000 метри кубни, од кои што околу 3.500 метри кубни се за физички лица, а останатите биле наменети за правни лица. Цената на дрвата кај нив е 2.944 денари за ДАП прва класа и 2.845 денари за бука. Додека во приватните складови цената е далеку поголема и се движи околу 4.500 денари за метар кубен. Кај дрвократците пак цената е по договор. За да се зголеми пак сечата на државниот шумски фонд, а со тоа да се намали дрвократството, од јавното предпријатие Црнбор велат дека тоа била сложена процедура. Едноставно кажано, кога ќе почнеме ние да работиме, тогаш почнува и дивата сеча. Где ќе отвараме патишта, где ќе одат, можат да одат по тие патишта. Ние работиме дење, тие работат ноќе. А да ги чуваме шумите на толкав погон, знаете вие, Прилепска општина има огромна површина и прво немаме луѓе, немаме и могуćност, а и немаме и законска рамка да некој го заприме ние и го казниме, значи таа работа ние не ја вршиме. Според директорот Јовевски, Прилеп е можеби прв град во Македонија кога станува збор за дрвократството. Масовно се крадело од државни шуми, од приватни шуми, од манастирски забели, но за жал реакцијата на надлежните органи не била соодветна. Значи ова што се дешава на локалитетот према селава што се Црнилиште, Десово и ваму према Никодин Дервен, над езеро, тоа е страшна работа. Значи секој ден имаме пријави од луѓе кои пријавуваат, едноставно виделе дека некој дошол, меѓутоа не може сите да ги бркаме и сите да ги... Значи, тоа е некој проблем кој треба на повисоко ниво да се решава и самиот менталитет на луѓето е таков. Јовевски вели дека ако легално во Прилеп се сечат 10.000 метри кубни, исто толку ако не и повеќе се краделе. Без желба и акција од државата да се спречи овој криминал, тие како македонски шуми не можеле ништо.